Почитувани граѓани, почитувани новинари, почитувани млади луѓе, Љупче, во секое општество, во секоја држава, напредокот и развојот во голема мера зависат од младината, од младинската енергија и младинските политики. Колку се младите поактивни, помотивирани и поуспешни, толку на државата и оди подобро и побрзо се развива. 11 години не беше лесно да се биде млад човек во нашата земја. 11 години младите и овде во Велес и ни целата држава беа запоставени, манипулирани, без шанса за успех. Оние кои немаа избор заминаа надвор од своите градови, надвор од својата татковина. Но многу од оние кои останија, овде решија да се борат. Се вклучија во борбата против режимот, ги вложија својот младешки дух и енергија и беа предводници во процесот кој донесе промени. Заедно со младите го победивме режимот и заедно со младите почнавме да го трасираме патот кон подобра иднина за сите. Процесот не беше лесен. Ситуацијата не ветуваше многу, но секогаш се потпиравме на одлучноста и енергичноста на младите и почнавме да правиме пресврт на подобро. Во 2017, кога ја презедовме важната улога да ја водиме државата, не дочека младинска невработеност од 48,6%, една од највисоките невработености во Европа. Во превод, без работа беше секој втор млад човек до 29 години. Тоа за нас беше аларм за брзи и коренити промени во политиките кон младите. Започнавме со реализација на сериозни и издржани мерки и политики кои доведоа до зголемување на вработувањето на младите. Преку оперативниот план за активни мерки за вработување, поддршка преку Фондот за иновации и технолошки развој, поддршка за вработување на младите, финансиска поддршка на инвестициите, успеавме значително да ја намалиме младинската невработеност. Денес таа изнесува 35,3% и е во постојан тренд на опаѓање. Денес младите во Северна Македонија својата шанса ја гледаат овде, а не некаде низ светот. Тоа за нас е обврска да продолжиме уште повеќе и уште подобро да се грижиме за нашата младина, за нашата иднина. Затоа, денеска пред младите се обврзуваме на нови решенија. Решенија за иднината кои обезбедуваат услови секој млад човек, тука, дома, да ја гледа својата шанса за успех. Преку конкретни, ефикасни, структурни мерки и политики се обврзуваме стапката на младинската невработеност до 2024 година да ја донесеме под 17%. Тоа речиси двојно пониска младинска невработеност од денеска. За таа цел, оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за оваа година продолжува со рекорден буџет за 2020 година од 1,3 милиарди денари и тој буџет ќе продолжи да расте во иднина. Обезбедуваме директна поддршка на младинското и женското предприемништво преку грантови во висина од 5.000 до 15.000 евра неповратни средства за започнување сопствен бизнис. Обезбедуваме поврат на персоналниот данок за сите нововработени до 29 години во првите 2 години од работењето. Ова се пари кои одат директно на сметките на младите, односно повисоки плати за 10% веднаш. Поранешното македонско село, кое е во државна собственост, го трансформираме во стартап село, кое ќе нуди физички простор за живење и работа на млади луѓе со започнат или бизнис во подготовка. Мерката за 3.000 денари месечни младински додаток во производството за вработените млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование продолжува и понатаму. Ова се само дел од мерките и проектите од нашата понуда во програмата. Ова е економски патриотизам на дело, затоа што денес, во 21. век, во време на динамичен развој и зголемена мобилност, вистинските патриоти и вистински патриотизам е да ги задржите младите дома. Дома да создаваат и да работат, дома да градат кариера, семејства и иднина. Од друга страна, ВМРО ДПМН покажа дека не знаат економија. Знаат само да земат од граѓаните, да ги бркаат младите надвор од државата, како што го правеа тоа цели 11 години.
Но младите тоа нема да го дозволат. Младите ќе одберат работа, повисоки плати и европски стандард дома. Ќе одберат напредок да продолжи уште повеќе и уште подобро. Затоа што знаат дека заедно можеме. Тоа е нашата понуда и порака до младите. Останете дома, зграбчете ги шансите, заедно да се бориме, бидете дел од трансформацијата на нашата економија, бидете дел од европеизацијата на нашата татковина. По 15 јули заедно продолжуваме да градиме држава партнер на младите, да градиме економија која носи шанса за сите, а особено за младите. Благодарам.